there must be 100 reasons why I shouldn't play this man's record. But right now, I can't think of any. Здраво на сите, јас сум Симон од Parkour Team од Beyond и ова е објаснувањето за лейзи. Во зависност од тоа на која страна го правите лейзито, дали на десна или на лева, на пример, на десна ако тргате, затоа што сега сум наместен на десна, се тргнува прво со десната рака. Значи десната рака се мести над зидот, види ваму, се мести десната рака над зидот, и потоа се трга со десната нога, што значи со левата отскокнувате, десната ви дава висина за да го преминете зидот. Значи во вис се дава со десната. Това е на десното да го правите. Следно со левата нога, значи се дава одраз. Се дава одраз највеќе што можете, значи не е малце само да подрипнете, затоа што може да завршите од зид, да се удрите значи со колено. Се прави ова одсечно, значи не полека, затоа што ако го правите полека, може да се главите од зид, да се удрите тука, да не ви стигне раката. Од кога ќе ги завршите тие два чекора, значи кога ќе ја поставите десната рака, кога ќе замавнете со десната нога нагоре, следи, значи, да се постави другата рака, значи левата. Левата рака се поставува во исправец како десната, значи вака. И тука лейзито, значи овдека сте, лейзито се завршува со излегување напред со стомачот. Значи е една демонстрација, а после ќе вратим уште еднашка, значи за да видите успоредно. Во случај ако ви е прв пат да правите лейзи, најбезбедно би било најпрво кога ќе тргнете, значи кога ќе ги направите првите два чекора со раката и ногата, на крај наместо да поставите другата рака само седнете на зидот. Значи седнувате на зидот и ја поставувате раката и следно излегувањето, значи се користат стомачните, излегувањето е и бутката напред. Значи уште еднашка. Значи ако не можете одма да го направите лейзито, најпрво качете се горе, седнете и излегувате. После тоа можете да го споите и ќе испадне лейзи.